обвинителе, во вашиот говор можеше да се види степенот на раздразливост, да кажеме, од сето на што го зборев. Јас не ви се заканив. Никогаш. Ниту па некој од опозицијата со тоа што ќе каже дека одговорност има, не треба некој да го свати како закана. Тоа не е закана. Затоа што ние, како политичари, или како обштественици, како активни луѓе во политиката, нормално е, кога ќе влеземе во органите на државната управа, за секој акт кој што ќе го имаме, да бидеме свесни дека треба да се однесуваме по словото на законот. Ако не се однесуваме по словото на законот, тогаш одговорност ќе има. Ние истото, јас бев многу внимателен во она што го зборев. И затоа реков, треба и на тие луѓе, им велевме дека одговорност ќе има. Ние не мислевме дека одговорност е ние кога ќе дојдеме на власт како некој сега што правеше, што малтретира луѓе. Не, туку ќе дојде време, дали нашите меѓународни партнери, дали нашиот стратешки партнер, еве како што дојде време сега, ќе испрати тим за гонење на висока корупција и тие сами ќе адресираат каде постои или не постои одговорност. Тоа не е закана. Не е закана тоа, господин Невски, не го разбирате тоа така. Ако сте се огрешиле, или ако не сте постапувале, дали вие, дали јас, на било која должност која што имам добиено, тогаш не треба јас да сметам дека некој ми се заканува ако ми кажува дека имам одговорност. Или дека ќе имам одговорност, тоа не е закана. Немојте тоа така да го разбирате, не знам зашто толку ве раздразнуваат разликата во изјавите кои што ги даваме ние или некои други пратеници од други пратенички групи. Јас не сум загрежен за вашата иднина, ниту па како што кажавте вие. Сум ви кажал, не ве познавам, во моментов ја извршувате функцијата, ја ви посакувам долг живот и здравје да ве служи, но ви укажав како овие луѓе се однесуваат, затоа што ние го имаме тој проблем со нив секој ден. Затоа, еве, јас сум доста помлад од вас, но од аспектот и искуството што го имам во овој период, ја затоа ви кажав, не правете договори со луѓе кои што не си стојат на зборот и кои што се малтен организирани како мафија. Зашто прво тие што не си стојат на зборот секогаш си прават чекор назад, а мафијата е со вас само додека не дојде во ред, на ред нивната глава. Тогаш сите се повлекуваат. И тоа беше мојата дискусија. Јас скоро брзо ми пројде времето, ја мислев дека половина час само зборував, колешката ми извести дека било многу повеќе. Јас наметнав многу тези за кои што немам одговор. Ако перцепцијата ваша е и вие ако сметате во сето на кое што јас го кажав, дека тука треба да одговорите, тогаш не се. Но јас сметам дека во овој извештај за 2021 година сакав да видам одговор на многу постуштински и поклучни прашања. Јас на крајот поставив неколку прашања на кои што не ми беше одговорено. До каде е одговорноста за тие предмети? Ако вие со вашата работа сте создале впечаток дека не се справувате баш најдобро, или ако сте дозволиле пратеник во собрание да говори 10 часа, 10 часа, господин Невски, рекордот во собраниево е срушен, и да стигне само до 80% од ситуациите, од аферите и скандалите, кои што биле отворени во јавност, а за кои што обвинителството молчал, и тука не е тука колешката, тоа пред малце беше, и беше одбивано правото на пауза, и ќе зборуваше најмалку уште 5 часа, тоа не е мој проблем. Јас да би бил одговорен на таква институција, и јас би се запрашал. Нешто не правам како што треба. Некаде работата е грешка, перцепцијата не е добра за мене. Ако, еве тоа го кажува Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН, заради тоа што е од ВМРО ДПМН, ете да речам, нешто ќе прифатам, нешто не, со огромна доза на субјективитет. Портпарол или било кој друг. Не е важно. Партијата е под прогон, мора да го зборува тој во ред. Ама да каже,
амбасадата на Соединетите Американски држави. Веднаш после тоа да излезе и Европската комисија. Веднаш после тоа да излезе и почитуваниот амбасадор, неговата екселенција Гир. Веднаш после тоа да пристигне тим за гонење на висока корупција. Тоа што да кажете некој дека така перцепира или дека нема суштина во она што го зборува, или дека му е важно колку подолго ќе трае говорот наместо тоа што ќе каже, тоа е навреда. Ете, тоа е навреда. Не е навреда ова друго. Еве сега јас да бев некоректен или да сакав да ве навредам, ќе ги земев соопштенијава на амбасадиве, ќе почнам да ви ги читам изјавите, зошто, што или како. Јас сакав само да кажам дека како еден од пиларите, како политика, како нештото што во кое што политиката толку многу се инволвирава, не сте исклучок од сето оно што и се случува и на другото на државата. Пропаст, катастрофа секаде. Корозивен систем кој што се распаѓа секаде. Секаде се распаѓа корозивниот систем. Едно нема нешто здраво за човек да се фати да рече да, ова е добро, барем тука ни оди напред. Ништо од тоа не се случува. И нормално, кога луѓе сметаат дека ги контролираат таквите институции, ќе се однесуваат на начин на кој што се однесуваат и сега. Вие имате уште 1 година и половина од вашиот мандат. Повторно ќе седнеме вака во истиот формат, во истиот форум за наредниот извештај за 2022 година. И ќе видите дека све оно кој што сме го зборували ние од една страна е истото објаснување кој што го имате вие, ништо од тоа нема да се промени. И тоа е поразителното. И кога ќе прави нареден пат Ири анкетата ќе биде уште пониска од ова. И сега ние можеме тука да спориме подобро било тогаш, полошо било тогаш, државата била заробена, режимот. Ние живееме, господине Јовевски, во квалификатив на хибриден режим во држава. Ние имаме проблем што, кај што едниве овие 20 години кои што владеат ќе ни продаваат тука тези дека они биле политичка академија кои што испокрадуваат цела држава, кои што се однесуваат како што сакаат, кои што градат дивоградби во национален парк и никој за тоа не одговара. Каде што градоначалник од Тетово подопрен глас, не знам каков повеќе глас треба да биде допрен до вас. Господинот вели во национален парк, односно имам предмет во општина, поднесок од актуелни и поранешни министри, директори и пратеници за легализација во национален парк. Зашто не ги викна некој тие луѓе да види? Ние ја изгласавме да биде шарпанина национален парк, никој од обвинителството не ги повикал тие луѓе да збори. Тие луѓе да одговараат. Не можам да едноставно се изначудам на инертност, на начинот на кој што се со индигнација се одбиваат овие обвинувања. Ви кажав, еве ги тука. Нека ви ги даде некој од колегите или земете ги. За 21 година, ви кажав и за градоначалникот на центар поранешниот, и за ред други, за болница во Штип, за рекет 3, за рекет 2, за бизнисмен што платил 260.000 евра кај Боки 13 Катица Јанева што го повлекло обвинението. Кој ги плати тие 100.000 евра за настапот на еден познат естраден уметник на еден од најважните датуми во годината? Зошто тоа не се истражи? Каде завршија парите од оној меѓународен сојуз на Боки? Како може вие да тргувате за локации во 2021 година? Беше актуелен тој случај, или да се договарате за локации за старачки дом, а при тоа да градоначалникот не знае или да не ве повикал во својот кабинет. За Ваверита случајот исто така нема би рекол одредена завршница. Или вие велите треба да дебатираме и да разговараме. Јас се сложувам со вас. И сега еве нова теза се наметна. Да речеме дека сите политички партии, особено во опозицијата, пласираат тези за да ја на некој начин
оптоваруваат јавноста, кои што немаат некоја применливост во правосудниот систем. Добро, тогаш можеме ние да почнеме една широка борба против таквите недоречености во правниот систем. Ајде да менуваме закони. Ајде да видиме, да направиме тркалезни маси, дебати, сите учесници во општествениот политичкиот живот да ги седнеме на таа маса. Па да видиме какви се нивните идеи, па да не се случува понатака истото, ама во истите вакви обкружувања како вас, кога нелегално стекнати прислушувани материјали се пуштаа низ плоштадите на држава, тоа беше општ дискурс во држава, тогашниот обвинител да има поголем рейтинг и поголема оценка од оваа која што се работи за сега. Тоа ми беше мене идеја. А за тоа, дали вие сте го перцепирале тоа како закана или не, ви кажав, не е закана, но на крајот ваша е одговорноста како тоа ќе го исперцепирате, согласно вашите размислувања во однос на тој збор или тоа кој го дава зборот. Јас ви кажувам една работа. Кога ВМРО ДПМН, кога ние како пратеници ќе составиме наредната влада, нема да има ваква попустливост кон криминалот. Нема да постои. Нема да постои. Едноставно ова нема да се случува. Ние со криминалци нема да тргуваме. И тоа што внимателно го избрав тој израз, затоа што не постои друг начин. Разговарајте со родителите. Разговарајте со луѓето кои што се движат низ градовите низ Република Македонија. Бандитите станаа главни секаде. Бандитите станаа главни секаде. Тие бандити кои што сметаат дека ја управуваат државата, затоа што некој им е должен, ние ќе ги санкционираме. Затоа што ги знаеме кои се. По име, по презиме, се знае во оваа држава, мала држава е ова. Ви кажав кои институции се клучни, видете ги какви коли возат и со што се занимаваат, дали имале еден ден работен стаж. Се извинувам. И за одговорноста, и позади тоа стоиме. Ке има одговорност, затоа што ние сме го кажале тоа пред граѓаните, ние сме го ветеле тоа пред граѓаните, тоа е барање на граѓаните, па зар вие не сметате дека држава која што има вакви показатели, некој не треба да одговара за ова што се случува, треба да одговара. И многу внимателно ги бираме ние зборовите, нема ово е наш, тоа е нивни наш ваш, нема наш ваш. Не постои наш ваш. Има чесен, има криминалец. Нема наш ваш тука, не постои. Не знам кој да е, не знам како да се вика и да се презива, не знам колку и каква функција да извршува во минатото. Не знам дали поседувал хотел, или бил бизнисмен, или работел со фотонапонски централи, или бил тргувал со ајвар. Не е важно. Не е важно. Разберете ме, не е важно. Има луѓе кои што сакаат тоа да престане. Ке има одговорност. Ке има одговорност затоа што невини луѓе лежат по затворите, господине Јовевски. Затоа што 6 години си живувате врз едни исти луѓе. Затоа што не сте на оваа страна да отидете да видите како родителите на луѓе кои што се невини по затворите испоумреа, се нервираат, не може да сврзат крај со крај, цели фамилии се уништија за некој да стекне политичка кариера, да биде повеќе на вас или некој да стане председател на Уставен суд. Нема пардон. Не постои пардон. 4% доверба во судство. Катастрофа. Кој стигне ни кажува дека сме корозивни, дека сме уништени од корупција. Нашите стратешки партнери го кажуваат тука. И тука има еден избор. Или ќе бидеме честни и ќе се соочиме со тоа и ќе престане тоа да биде, или ќе почнеме повторно да правиме комуникација и договори со криминал. Не, тоа така нема да биде. Не, тоа така нема да биде. И јас сум многу отворен и сметам дека впечатокот го стекнавме дека зборувам без ракавици. Не беше закана, но е некој вид на предупредување не до вас, до сите оние. 32 години. До сите оние. И за до крај да бидам чесен, ако веќе некој сака да го вулгаризира, закана е до оние кои што се од нашата партија извршуваат функции. До нив можам да упатам закана. До нив. Повторно ќе кажам, оние кои што извршуваат функција се членови на нашата партија. Затоа што од нив, од тој момент треба да почне честноста. До нив има закана. Да си ја работат за тоа што се избрани. До другите нема закана, ама има предупредување. Има предупредување дека еден ден во оваа држава некој ќе дојде и ќе рече: добро, ајде сега со помош на нашите стратешки партнери, со помош на капацитетите кои што ги имаме, со помош на честните луѓе кои што си ја сакаат државата, судиите и обвинителите,
кои што сакаат да работат честно, да ставиме една црта, повеќе вака не може, и да видиме кој се огрешил, кој се борел за правдата, а кој се борел само за лично богатење. Благодарам.